Така како и во текот на денешниот ден и вечерва сме овде на граничниот премин кај Гевгелија. Ситуацијата и понатаму е тензична, мигрантите се нервозни, сите оние кои што не успеа во текот на денот, и вчера да ја поминат македонската граница и транзитираат кон север. Македонските власти одлучиле да не се пропуштаат, односно безбедносните сили одлучија да не се пропуштаат мигрантите кои што се заверени како економски мигранти. Единствено што се пропуштаат се мигрантите од Сирија, Авганистан и Иран. Останатите Ирак, Алжир, Мароко и сите од Блискиот Исток и од Африка немаат право да ја поминуваат македонско-грчката граница и да транзитираат низ нашата држава. Како што и напоменав и вечерва е овдека тензично, околу 1000 мигранти се повторно се трудат да се стоплат, отвараат шатори, хуманитарните организации се овдека за да им помогнат и остануваат овдека и тие не знаат до кога. Тензично беше и во текот на денот. Предлагам да го видиме прилогот кој што го направивме во текот на денешниот ден и каде што мигрантите избезумено прашуваат зошто Македонија не ги пропушта кон север. Мигрантите кои доаѓаат од кризните подрачја, односно Сирија, Авганистан и Ирак, имаат слободен пристап и обезбеден транзит низ нашата држава. Сите оние мигранти кои доаѓаат од другите земји на Блискиот Исток и Африка, од денес немаат пристап и влез во Македонија. Македонските безбедносни сили, армијата на Македонија со жив штит не дозволуваа влез на мигрантите од Иран, Алжир, Мароко, Пакистан. Тие денеска во огромен број чекаа на грчка страна, збунети и без одговори, зошто немаат дозвола за пристап. Некои кои дојдоа во кампот кај Гевгелија, за кратко откако разбра дека немаат право за влез, се враќаа наназад кон Грција. Велат, биле обесправени, барале слобода и хуман третман која нуди Европа. Јас сум од Сирија и полицијата ми кажа да останам тука. Како што рекоа и моите пријатели, и ние живееме под држави во диктатури кои се против слободата на луѓето. Тие се злобни и имаме голем проблем. Исти е проблемот и во Иран, Ирак, Алжир, Мароко. Тие не убиваат нас и прават големи проблеми, како што беше случајот со Парис. Јас сум либерален, верувам во луѓето и науката. И јас не сум како нив. Ние сме честни. Тоа е за сите луѓе во светот. Ние бараме мир и слобода. We are honestly, it is for all the people in the world. We are peace. We're looking for the peace and freedom, a little bit freedom, like you. I come to Macedonia police come back to Greece. Доаѓам во Македонија, полицијата овде ми вели врати се во Грција. Од Грција ми велат врати се во Турција. Оттаму пак ми велат врати се во Иран, а таму треба да завршам во затвор. Ние сакаме да одиме понатаму. Зошто не му помагаат на иранскиот народ? Во моментов има околу 1000 мигранти. Грција не ги враќа наназад, а нивниот број од час во час станува се поголем кај Македонија. Нова жица засега не се поставува на граничниот премин. Во моментов е видлива единствено бодликавата жица која беше поставена и летово за контролиран влез на мигрантите. Од Центарот за управување со кризи како и Советот за безбедност до моментов нема информација до кога ќе трае забраната за економските мигранти. Единственото прифаќање на мигрантите кои доаѓаат од земји каде се водат војни од денес се преминува и во Србија и Словенија. Сите останати се враќаат наназад кон соседните земји. Така, во текот на денешниот ден хуманитарните организации делеа храна, вода и се што е она потребно како хуманитарни пакети на сите оние кои што ја минуваат македонската граница, но и оние кои што остануваат овдека од другата страна. Црвениот крст е повторно на терен, им се нуди помошта и на мигрантите кои што не успеа денеска да поминат во прифатниот центар и им се пружи соодветната помош. Предлагам да ја слушнеме изјавата од представникот на Црвениот крст. Соодветно на луѓето кои што се во кампот, но и оние надвор од кампот се до граничната линија, се соодветно покриени со сите бенефити кои што мислам ги нуди Црвен крст тука присутен на терен. Освен медицинската помош, нуди помошта во храна, вода, хигиена, како и кебиња, вреки за спиење за помалите дечиња, за жените, како и за сите останати, доколку се задржат тука во текот на ноќта, полесно истата да ја поминат. Со оглед на временските услови, имате ли можност, доколку овие луѓе останат и вечерва и утре вечер на отворено, барем некаков импровизиран камп или шатор да се направи?
Веќе надвор луѓето кои што се имаат соодветно поставени шатори, каде што истите би се збредиле во случај на непогодни временски услови, но нели тоа си го регулира полицијата, така да во тој дел не сме надлежни. Хуманитарните организации остануваат на терен да им помагаат на сите оние кои што ќе ја поминат или нема да ја поминат македонската граница, ќе влезат или нема да влезат во прифатниот центар. Како што и напоменав на почетокот, овдека е навистина тензично. Има жени со деца, има изнемоштени и стари лица, а засега Грција нема стратегија како понатаму ќе ги спроведува овие мигранти кои што ги донеле очигледно до македонска територија, ќе ги вратат ли назад или можеби ќе останат овдека не се знае до кога.